Не може да ме сменат, мене како мислите да ме сменат? Имаше еден филм, Чарлиевите ангели. Имаше една господја, Катица Јанева, која влезе во тој филм, мислејќи дека никој ништо не може. Со тоа не се посрамоти само себе си и не ја злоупотреби само функцијата специјален јавен обвинител, туку ја предаде довербата на народот. Помина една година откако полицијата по налог на јавното обвинителство влезе во домот на Катица Јанева и ја приведе, а неколку месеци подоцна и судот ја осуди на 7 години затворска казна за злоупотреба на службената положба и овластување во случајот рекет. Поранешната јавна обвинителка се уште е во домашен притвор, ја чека правосилноста на пресудата. Од прв специјален јавен обвинител до осудена за криминал. Вака изгледаше патот на Јанева, која беше на чело на СЈО, институција која требаше да донесе правда во Македонија. Јанева и нејзиното СЈО беа над сите закони, поддршката од меѓународниот фактор, власта на СРСМ-дуи, невладините организации, па и голем дел од граѓаните и ја дадоа моќта. Отвори! Нека се јави во репер. Отвори! Отвори! За неа сите капии и врати беа отворени пред и по работното време. Во судот секој ден имаше судски рочишта. Се случуваше по 3 во ист ден или по 2 во ист час. Бројчаникот на триумфалната капија што го постави Заев требаше да бележи колку пари СЈО преку откриени корупциски криминали на претходната власт, предводена од ВМРО ДПМН, враќа кај граѓаните. Тој бројчаник заглави на нула. За 4 години мандат специјалниот тим на Јанева имаше 3 решени случаи. Меѓу нив тенкот за кој беше осуден екс-премиерот Никола Груевски. Морам да признам со жалење дека излезе дека СЈО е злоупотребено само да се бутне ВМРО од власт и ништо повеќе од благородните идеи. Плати на наместоци преку времени, додатоци, се на се за 4 години, 12 милиони евра ги чинеше граѓаните СЈО. Висината на платите остана тајна. Ако не беше сајтот Отворени финансии, немаше да знаеме ниту за стотиците илјади евра кои завршувале во џабовите на обвинители и истражители од СЈО по основ на додатоци. За 4 години 10 специјални обвинители плюс Катица Јанева зеле на доместоци од над 1 милион евра. Јанева од обвинител за правда во име на мирот стана обвината за злоупотреба на службената положба и овластувањето. Додека ме гледате мене, значи ќе постоиме, а јас без вас не одам никаде. Катица ја затворија, а СЈО веќе не постои.